Ќе се амнестираат сите оние кои што изминатиот период ги кршеле законите и правилниците. За кого точно ќе се однесува овој мораториум и колку време ќе трае? За секој оној кој што го прекршил законот ќе одговара пред законот и тука не треба да има дилема, како што впрочем видовте во првите 3 дена 34 лица, од тоа што сум информиран, акцијата на Министерството за внатрешни работи продолжува и понатаму. Така што граѓаните треба да бидат спокојни, правдата доаѓа. За разлика од принципот како до сега, овој пат правдата доаѓа и правдата ќе се случи без разлика дали лицето е дел од некоја политичка структура или не е дел од некоја политичка структура, а нормално кога зборуваме за мораториум, зборуваме за еден временски период кој што ќе им биде даден на собствениците да ги отстранат недостатоците или пак да можат да направат нешто со што ќе се прилагодат можеби не на дискотека, на кабаре или на нешто друго. Тоа е добро да се потенцира затоа што ако не се потенцира, тогаш ќе следат вакви дилеми дека некој од тие треба да биде кривично гонет и така натаму и така натаму. Суштината е сите оние кои што доставиле документи, а не ги исполнуваат, согласно ворениот инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат, да ги исполнат условите. Колкав период ќе биде тој? Па да размислуваме, ќе видиме. И зошто им се дава период толков? Па тие нема секако да работат во тој период, туку тој период ќе го искористат за да ги отстранат недостатоците. Затоа што ова не може да се претвори во преки суд, затоа што нешто што е 3 децении и повеќе погрешно направено, ние за 9 месеци се обидуваме да го канализираме и да го ставиме во ред. Ова ќе биде обемна операција. Слушнавте од потпредседателот на влада и министер за транспорт во делот на градежништвото колку дозволи во моментот се суспендираат. Изминативе денови слушнавте Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија колку лиценции и колку објекти се затворени. Така што ние како влада сето она кое што го правиме да го исправиме тоа кое што повеќе од 3 децении било погрешно. И ќе го исправиме. Јас тоа го кажав, ќе го исправиме, да треба време. И затоа ќе им оставиме и на собствениците на тие стопански објекти време, за да можат тоа да го исправат. Инаку, како за ваша информација, тука не станува збор само и за приватни објекти, тука има и државни објекти. Така што и државата ќе треба да има одреден период со кој што тие објекти кои што изминативе повеќе од 3 децении биле градени или да кажам крадени, треба да ги исправиме ние како влада и ќе го направиме. И ако трае мораториум од 3 години нема да работи например некој точно, колку е доволно, толку колку е потребно за да се направат тие измени, толку ќе трае. Кои се тие државни објекти? Па сега во моментот не би можел сите да ви ги набројам, но можам да ви кажам дејностите од претшколска возраст преку пензионерски домови, преку училишта и така натаму и така натаму. Со други зборови, кога се граделе или реновирале, во суштина се краделе. Тоа е суштината. И затоа менува кривичен законник со европско знаме, затоа што знае дека доаѓа влада која што има намера да работи, а тие кои што ја краделе државата и граѓаните да ги казнува и ние тоа ќе го правиме. Имам јас едно прашање. Рековте дека сте задоволни од работата на државниот обвинител и она МВР што го сработи во делот на несреќата што се случи во Кочани. Меѓутоа, постапката за разрешување на државниот обвинител е на пола. Како ќе постапите понатаму, имате ли стратегија? Во овој момент, имајќи предвид чувствителната ситуација во општеството, планираме таа постапка да ја застанеме таму каде што се наоѓа, затоа што цениме дека обвинителите кои што работат посебно на случајот кој што се случи во Кочани, треба да работат и да сработат, да им дадеме шанса да сработат. Јас кога кажав дека сме задоволни, впрочем можев да видам дека постои една заедничка акција и работа помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство кое што резултираше со 34 обезбедени лица кои што имаат и најмал сомнеш за поврзаност со овој случај, но, ќе повторам, тука нема да застанеме, случајот ќе се проширува, но исто така јавноста е чувствителна и на некои случаи од минатото, кои што ќе треба сега да видиме, да почекаме јавното обвинителство дали има амбиција и тука да констатира некои неправилности од минатото и дали би можело, можеби, повторно тие случаи да ги преразгледа, па да видиме дали на вистина сме сите за правда или таа правда треба да биде селективна.
да видиме дали на вистина таа правда некогаш е добиена или таа правда била селективна, така што ние како влада го охрабруваме, тоа е работа на обвинителството, не е наша како влада, но го охрабруваме во таа насока да се движи и без разлика секој оној кој што направил било каква грешка и работа спротивно на законот да биде санкциониран. Изминативе денови имавте, мислам не конкретно вие, него од инспекторатите, од општините дека се соочуваат со недостаток на инспектори. Од една страна има недостатоци, од друга страна се согласивте да го испочитувате планот за раст, со кој што се предвидува вработување на 20-15% во државен пазарен и во трудов инспекторат, согласно просекот од 2020-2023. Од трета страна Планот за вработување, мислите? Да. Не за раст, туку планот за вработување. Реформскиот план за раст. Да, ама тој содржан планот за вработување. Да, од друга страна во годишниот план за работа на ДПИ не се предвидени вработувања дури ниту за оние 9 лица кои што се заминати во пензија, не па за овие 15%. Зошто не се спроведува? Сето она кое што е потребно ќе го направиме, вклучително и вработување на лица во државниот пазарен инспекторат. Не станува збор дека тоа не е спроведено или не е предвидено и така натаму. Жалам што мораше ова да се случи за да сите се освестат дека работите повеќе од 30 децени, повеќе од 30 години, 3 децени биле погрешни. И да, ние ќе ги коригираме и ги коригираме веќе 9 месеци. Поразивме судска мафија, еден врховен судија го фативме со мито во џебот и еден председател на Советот на обвинители. Во постапка е така наречената мазут мафија. Во постапка е и обезбедена е така наречената енергетска мафија. Во постапка или во бегство е така наречената коцкарска мафија. Приведена и обезбедена е уличната мафија во Скопје, односно таму беа повеќе групи. И сега наред дојде, за жал, и ова мафија која што царувала во Македонија и таа ќе биде поразена, а потоа ќе следат и други. Мора да биде Македонија пристојно место за живење, а ние како влада сме должни да ги обезбедиме сите капацитети на институциите, како на инспекторатите, така и на Министерството за внатрешни работи и на затворската полиција, за да може овој систем да функционира безпрекорно. За жал тоа што го наследивме, еден девастиран, урнисан систем, но се трудиме и ќе го доведеме во ред и тој ќе функционира како што треба. Да се надобрзам на претходното прашање, дали сметате дека постои селективност во истрагите, бидејќи СДСМ вели дека голем дел од актуелните функционери не се под истрага? Јас можам паушални политички квалификации секогаш да давам, но ќе треба да се дадат и да се подкрепат тие работи со докази. Затоа ја го охрабрувам јавното обвинителство да работи, што би рекле од опозицијската СДСМ, неселективно и секој оној за кој што постои основано сомневање, само кога го поставувате ова прашање треба и пака да размислите како го поставувате тоа прашање, но јас се согласувам, секој оној, не само сега, и во минатото, кој што имал било каква улога и извршувал било каква функција, кој што и во најмал можен начин бил вклучен во овој или слични случаи да биде санкциониран. Премиер имаше утрово и соопштение од ДУИ. Во Кочани се вршат, се извинувам, притраси во Кочани во останатите локали на сопственикот на импровизираната дискотека. Колку што имам информации за сега неофицијални, па барам објаснувања дали е тоа така, влезено и во подружницата на пазарниот инспекторат во Кочани. Значи ли тоа што и самите велите дека ќе се проширува листата на... Тоа значи. Премиер утрово имаше соопштение од ДУИ каде обвинуваат за политички прогон, а некако што велат истрага за трагедијата во Кочани и ве прозиваат дека сте демонстрирале закани во јавноста со влечење за уши со цел да биде прикриена вистината според нив. Како ги коментирате овие? Па јас жалам што Демократската унија за интеграција не излезе од онаа матрица која што ја гледаме на политичката сцена повеќе од 22 години и наместо да изрази сочувство, човечки, и да се вклучи во истрагата и да помогне, тие се обидува овој случај да го политизираат и етнизираат, односно да се обедат на глодарски начин некаков политички поен да добијат на несреќата на овие невини жртви.
Јас само можам да кажам дека им служи на чест, а ние како влада ќе продолжиме и понатаму да се грижиме и да се бориме против ваквото девијантно однесување и сега доколку го има, но и исто така ќе претресеме се и ќе извадиме се на виделина за тоа што се случувало во минатото, за да можат граѓаните да видат што е тоа што се случувало изминативе години, а морам исто така да признам дека Демократската унија за интеграција повеќе од 20 години е дел од тој систем во минатото и барем едно извинување требаше да им даде на граѓаните, а наместо тоа ние добивме повторно една политичка надменност, едно етнизирање, едно политизирање, едно партизирање на случај и навистина сум разочаран, очекував малку повеќе сочувство од страна на Демократската унија за интеграција. Дали владата планира да им помогне? Од ваша страна собранието си зеде одмор уште една недела, а власта наспроти тоа работи со сите ресурси, како го коментирате тоа во овој период? Па немам коментар, мислам дека тоа прашање подобро да го адресирате на собранието. Ке помогне ли владата по трагедијата во Кочани во однос на помош на семејствата на повредените и загиналите, освен ова лекување, нели што беше? Апсолутно да. Апсолутно да. Кочани ќе биде наш главен приоритет во периодот кој што следи, како што беше и во минатото исто така. Ќе бидат средствата зголемени во периодот што следи во делот на инвестиции во Кочани, но ќе биде и приоритет во делот на обезбедување инвеститори и креирање на нови добро платени работни места во иднина. Веќе со две такви компании разговараме, преговараме, иако беа утврдени местата на инвестиции, сега тие ќе се пренасочат во Кочани, во зоната таму, но исто така и ние како влада преку овој проект за кој што денеска зборуваме, ќе одвоиме 2 до 3 пати повеќе средства за Кочани во делот на инвестиција на инфраструктурните проекти. Истовремено продолжуваме да се грижиме за сите оние повредени лица. Можам да кажам дека поминаа оние 2 критични, можеби најкритични мегника, тоа е 72 часа и 7 дена. Од тие речиси 200 повредени, кои што најголемиот дел има изгореници и повеќе од 50% до 80%, и покрај тешката состојба, сите се во моментот стабилни, иако имаме 5 или 6 случаеви кои што се критични, но се бориме и ќе продолжиме да се бориме. Ова беше прецизна, точна реакција, благодарност до медицинските тимови кои што ја дадаа онаа потребна прва помош и во Кочани, и во Штип, и во Скопје. Благодарност и до сите институции кои што помогна. Тој ден навистина се функционираше, но и деновите потоа безпрекорно и ние сите должиме на огромна благодарност. Сите оние лица, тоа се повеќе од 100, се веќе надвор, згрижени, со двајца членови на нивните семејства. Како влада ние го обезбедивме и превозот и сместувањето таму и ќе продолжиме да се грижиме. Од информациите со кои што располагам од Министерството за здравство, дел од пациентите ќе почнат да се враќаат, дел кои што се хоспитализирани кај нас се отпишуваат, односно откако е пружена негата одат во домашно лекување, така што со Господ напред очекувам се да биде добро, колку може да биде добро во оваа ситуација. Продолжуваме да се грижиме и за сите оние кои што за жал невини жртви кои трагично го загубија животот, за нивните семејства и се она кое што може владата да помогне во периодот кој што следи ќе помага. Премиерот се ближат локални избори, меѓу партнери, вашиот коалиционен партнер ВЛЕД се уште нема договор дали ќе учествува заедно на избори, а има гласини дека господин Таравари би можел да ја напушти и нивната коалиција, но и владината коалиција. Па ако се случи такво нешто, како би ја реформирале владата? Јас немам такви информации дека ќе ја напушта владината коалиција господин Таравари и коалицијата ВЛЕН. Напротив, мислам дека владината коалиција функционира одлично. А што се однесува до локалните избори и како ќе се позиционира коалицијата ВРЕД или ВЛЕН, тогаш тоа прашање мислам дека најсоодветно е да го адресирате кон нив и они да ви дадат одговор. Позицијата на Клебара се уште пред време парламентарни избори, дали
прифатиле? Кој бара предвремени? Опозицијата сигурно ќе Па не сум сигурен дека цела опозиција бара предвремени парламентарни избори. Но доколку се согласат, ние сме секогаш подготвени на избори, но не сум сигурен дека опозицијата цела сака предвремени парламентарни избори. Премиере во однос Само уште нешто, додека нашата земја членка на НАТО, вашиот заменик господин Стојковиќ учествува во настан против НАТО, значи за агресиите во Белград против Србија. Како да коментирате ова, дали очигледно дека вашиот заменик повеќе работи политиките на Србија отколку на нашата држава? Па не би го гледал кроз таа оптика ова вие сега што го кажавте, но за постапките и начинот зошто е господин Стојковиќ таму, можеби тоа прашање најдобро него да му го упати. Господин Мисковски, најавени се измени на Законот за работно ангажирање на лица. Што опфаќаат овие измени? Да, тоа е закон кој што делумно добивме поддршка и од опозицијата. Тоа е закон во кој што ќе биде регулиран работниот однос и на оние лица кои што се пензионирани или оние лица кои што се студенти. До сега тоа некако се одвиваше и беше дел од сивата економија, со измените во овој закон тоа ќе се регулира. Целта ни е да ја зголемиме вработеноста, да ја зголемиме продуктивноста, а во насока на зголемување на перформансите на економијата. Задоволни сме од резултатите во третиот и четвртиот квартал. Тие се меѓу петте во Европа, над 3%. За првиот квартал од оваа година очекуваме исто така поволни резултати, ќе видиме како понатаму ќе се движи. Задоволни сме од нивото на странските инвестиции, тоа е историски највисоко. Задоволни сме што конечно извозот и индустријското производство полека, но сигурно почнуваат да растат, така што сите перформанси во делот на економијата и сите оние индикатори покажуваат знаци на консолидирање, за разлика од тоа кое што во минатото представуваше грабеж, плячка и уништување. Премиере, кога ќе биде закажана седницата на економско-социјалниот совет и во однос на минималната плата, дали ќе се разговара, бидејќи е веќе 25 и треба да се пресмежите? Па ние денеска имаме владина седница, јас разговарав со министерот за економија и труд, денеска ќе поминеме информација согласно законот. Мислам дека минималната плата ќе се зголеми на ниво 24.400, така е според законот. И сега немаме ние репрезентативен синдикат во економско-социјалниот совет, се формираше комисија која што ќе утврди репрезентативноста. Се надевам дека наскоро тој што ќе биде или тие што ќе бидат репрезентативни представници на работниците, заедно со работодавачите, ќе постигнат консензус. Ние рековме, тој консензус што тие ќе го постигнат, ние ќе го почитуваме како. Значи од април ќе се исплаќа минималец што е законски. Дали доколку тоа ќе биде поголемо за 2200 денари, прилика од сегашниот од сегашната минимална плата. А доколку се договорат пример во април, мај, дали може да се Нема проблем, ние ќе го промениме законот и ќе влеземе во дополнително нивелирање. Колеги, ви благодарам. Ви благодарам.